Добро вечер, започнуваме со урбаните вести. Еве што денеска ќе имате можност да погледнете во нив. Поетско читање во чест на светскиот ден на поезијата. Македонија го одбележа Денот на розите. Бесплатни прегледи во Ремедика за децата со Даунов синдром. Прва обука за подигање на активизмот за правата на животните во рамки на проектот Заедно за животните, заедно за граѓаните. Македонија е на 5-то место во светот во поглед на насмевките кои купувачите ги добиваат од вработените. Македонските истакнати поети денеска со традиционалното поетско читање го одбележаа Денот на поезијата. Минувачите во градскиот трговски центар покрај уживањето во убавите стихови имаа можност да добијат и книга како дел од акцијата Читај повеќе, читај секаде. Клуб Матица со вино и поезија го одбележа Светскиот ден на поезијата. Во градскиот трговски центар во Скопје поетесите Александра Велинова, Ирина Ристевска и македонскиот поет и писател Ѓорги Барбаровски, како и актерката Весна Петрушевска, со рецитали се приклучија во одбележувањето на Светскиот ден на поезијата. Весна Петрушевска го отвори поетското читање со легендарната љубовна поема За тебе, љубов моја, од Жак Преверн. За тебе, љубов моја. Отидов на пазарот за птици и купив птица за тебе, љубов моја. Отидов на пазарот за цвеќење и купив цвеќе за тебе, љубов моја. Отидов на пазарот за железо и купив окови за тебе, љубов моја. Отидов на пазарот за робови и те побарав тебе, но не те најдов таму, љубов моја. На поетисата Александра Велинова ова е прво сериозно дело поезија, а Ирина Ристевска истакна дека поезијата е втора љубов после медицината. Најискрено ја од неодамна почнав да пишувам поезија. Мојата поезија не можам да кажам точно како што да ја определам, пред себе ја определила како дел од животот, а многу луѓе ја сваќаат многу поразлично. Денот на поезијата како ден на пролетта го сваќам како ден на љубовта. Ако можев да го направам она невозможното, ќе излезев од мојата кожа и ќе влезев во тебе. Подобро ќе беше ако живеев само во твоите мисли, знаејќи дека ни една валка на рака нема да ме допре и дека никој зол поглед нема да ме погледне. Знам дека ти ќе ме чуваш како нешто најдраго, како нешто најмило. Знам дека нема да дозволиш да умрем во твоите мисли, во твојата подсвест. А ако го направиш тоа, ќе кажам само едно. Вредеше да се проба. Дар за тебе. Сакав тајните од погледот длабок доедна да ги соберам за дар да ти ги дадам. Дека само ти знаеш да ги чуваш. Срам ќе ме потопеше ако ја собере водата од сите океани тебе за дар да ти ја подарам. Океаните ќе беа капка во твоето срце. Потоа си реков, а небото да го симнам кога спиеш да те покрива и дар за тебе да биде? Не, не. Душава ти е потопла. Денешното поетско читање во градскиот трговски центар воодушеви многу случајни минувачи. На голем дел од нив им беа подарени и книги, како дел од акцијата на Матица Македонска Читај повеќе, читај секаде. Ние како Матица, одлучувајќи да направиме нешто да го одбележиме истиот, а сето тоа да биде во склоп на кампањата Читај повеќе, читај секаде, кампањата која што пред некој ден веќе ја пласиравме и ја почнавме да ја промовираме, решивме да го одбележиме денот на еден малку поинтересен начин. Заедно со нашите пријатели Сигма Џулери решивме да направиме викенд на љубов и поезија во Сигма. Денес се дружиме во градскиот трговски центар, а утре одиме во Прилеп во Старата чаршија, каде што на случајните минувачи и посетители на самиот настан ќе им интерпретираме неколку
Значи неколку поети ќе интерпретираат познати светски дела од областа на поезијата и исто така потоа сето тоа ќе заврши со една улична акција, односно со делење на книги и потпишување. Во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски по повод Светскиот ден на поезијата се одржа традиционалното поетско пладне, на кое свој стихови читаа поетите Матеа Матевски, Влада Урушевиќ, Радован Павловски, Богомил Ѓузел, Илхами Емин, Ферид Мухиќ, Катица Ќулакова, Михаел Ренџов, Велес Милевски и други. Поетското послание од Македонија годинава го упати поетот Раде Силјан. Со овој настан Македонскиот пен центар ги одбележа јубилеите на своите членови Матеа Матевски, Влада Урушевиќ, Али Алију, Богомил Ѓузел, Трајан Петровски и Паскал Гилевски. И општините Газибаба, Карпош и Ѓорче Петров со своји активности се приклучија кон националната кампања Македонија земја на цвеќето, земја на розите. Газибаба засади 2500 рози во населбата Ченто. Карпош засади 200 рози на средишниот дел на булеварот 8 септември, додека учениците од Ѓорче Петров изработуваа и продаваа ракотворби и организираа креативни работилници. По повод денот на пролета и во рамките на националната кампања Македонија земја на цвеќето, земја на розите, денеска општина Газибаба заедно со бизнес заедницата засадија рози во паркот спроти Агросервис во населбата Ченто, која е многу фреквентна сообраќајница. Општина Газибаба обезбеди 2500 рози, донации од фирмите Махтил, Металстил Европа, Алкалоид РЖ услуги и Изум 94 Идризово, за да се реализира оваа еколошка кампања, а донациите беа распределени по основните училишта, градинките, како и урбаните и местни заедници кои ги засадуваат розите во своите дворови, каде најчесто го минуваат своето слободно време. Веќе втора година поред општина Газибаба учествува во оваа еколошка кампања, преку која граѓаните придонесуваат за поздрава и почиста животна средина. Во училишните дворови пак во општина Ѓорче Петров масовно беа распродадени креативните ракотворби изработени од учениците во знакот на розата по повод денешниот ден. Понудата беше голема, но и заинтересираноста на граѓаните за купување. Целта на акцијата е разубавување на парковите, дворовите и сите јавни површини, но главен акцент е во тоа што розата ја подобрува структурата на почвата која што претходно е загадена од тешки метали. Со оваа еколошка кампања значително се подига свеста кај децата за поздрава животна средина. Во основното училиште Страшо Пинџур беа организирани креативни работилници во сите одделенија предводени од нивните наставници, а децата изработеа цвеќиња, маски, мозаици, слики, накид на различен материјал. Акцијата се спроведе во сите 6 основни училишта во општина Ѓорче Петров. И во општина Карпош, со засадување на 200 рози, на средишниот дел на булеварот 8 септември, поточно на потегот помеѓу раскрсницата со булеварот Партизански одреди и комплексот Македонија, ја поддржа националната еколошка кампања Македонија земја на цвеќето, земја на розата. Повод за спроведување на оваа еколошка кампања се долгорочните позитивни ефекти по животната средина и здравјето на луѓето преку засадувањето на садници на рози на булеварите, во парковите, кружните текови и на други зелени јавни површини. Овие очекувања се темелат врз основа на добиените резултати од студијата под наслов Присуство на олово и други тешки метали во животната средина во градот Скопје. Учениците од Средното електротехничко училиште Михајло Пупин традиционално 9-та година поред собраа хартија под мотото да ги спасиме шумите. Највредниот клас како награда доби еднодневна екскурзија во Охрид. Станува збор за традиционална активност што ја реализираме во нашето училиште веќе 9 години и гледано низ бројки тоа би изгледало дека повеќе од 30 тони стара хартија како училиште имаме предадено во изминатиот период на организациите кои што се ја собираат таа стара хартија. Целта на оваа активност е да ја подигнеме свеста на младите луѓе, да ја подигнеме културата на живење, односно да покажеме дека она што навидуме отпад всушност значи некаква вредност која што ние треба да испочитуваме и да ја реализираме во вистинска насока. Подигањето на културата на живење во смисол на заштита на животната средина, во смисол на подигање на свеста за енергетската ефикасност, веќе станува начин на живење во
нашето училиште, на што сме посебно горди и учениците исто така покажуваат желба да се вклучат во овој процес, што е секако за пофалба и што ние го сметаме за наш успех. Децата се измотивирани и тоа го прават со задоволство и со осмех на своите лица. Ние символично ги наградуваме децава во однос на она што тие го прават. А тоа значи дека за оние што се покажале најодговорни, највредни во смисол на денешната акција, согласно одлуката на нашиот училишен одбор, тие ќе бидат наградени со еднодневна екскурзија во Охрид и посета на еколошкиот парк Извори во Вевчани. По повод Светскиот ден на Дауновиот синдром, Ремедика се вклучува со поддршка на лицата со овој синдром. Акцентот на поддршката оваа година е на децата со истиот проблем кои ќе добијат бесплатни медицински прегледи. Носител на активности со кои се одбележува овој ден под мотото "Сите во ист свет живееме" е Центарот за Даунов синдром. Генералниот директор на Ремедика Илица Јорданова истакна дека здравствените и институционални субјекти треба со своји активности да придонесат за олеснување на животот на овие лица. Исто така треба да се влијае за менување на јавната свест за лицата со Даун, затоа што тие се способни за истите работи како и сите други, а нивната волја е многу силна. Во текот на следните денови, децата со Даунов синдром ќе добијат бесплатни медицински прегледи. Најчести проблеми со кои се соочуваат се мускулоскелетни промени, слаб тонус на мускулите, потешкотии во когнитивниот развој и се со покревка здравствена состојба од другите. Тоа е единственото што ги издвојува овие личности. Секоја личност со Даунов синдром е единка сама за себе и може да се грижи за себе и да води самостоен живот. Ремедика е долгогодишен партнер на Центарот за Даунов синдром со поддршка на нивните активности. За своите заложби и посветеност, приватната општа болница доби и благодарница. Здруженијето за заштита на животни Анима Мунди утре во 11 часот во Центарот за неформално образование Триаголник спроти универзална сала ја организира првата обука за подигање на активизмот за правата на животните во рамки на проектот Заедно за животните, заедно за граѓаните. Целта на обуката е преку процесот на застапување и лобирање да се подигне свесноста кај граѓаните за правата на животните. Преку промоција на активизам и граѓанско учество, обуката цели да ја зголеми соработката и солидарноста помеѓу здруженијата за заштита на животни, да воспостави база за координирано и синхронизирано дејствување во иднина, како и да го засили директното влијание во процесот на донесување одлуки на локално и централно ниво. Обуката се реализира во рамки на проектот на USAID за граѓанско општество, кој го имплементира фондацијата Отворено општество Македонија. Македонија е на 5-то место во светот во поглед на насмевките кои купувачите ги добиваат од вработините. Според тајните купувачи, во 91% од посетите, вработините биле насмеани додека ги услужувале, со што сме над светскиот просек кој изнесува 83%. Овој резултат е повисок во споредба со минатата година, кога резултатот бил 72%. Компанијата Better Business Worldwide годинава 10 пат ги сублимира податоците од агенции кои спроведуваат тајно купување во Азија, Европа, Северна и Јужна Америка во извештајот за насмевки. Извештајот е изработен врз основа на извршени 1,6 милиони посети на тајни купувачи во 53 земји од светот во цел спектар на индустрии. Истражувањето покажува дека тајните купувачи во Македонија биле поздравени од страна на вработините во 67% од спроведените посети. Овој резултат е послаб во споредба со претходната година за 10% поени и е значително понизок од светскиот просек кој изнесува 86%. На врвот на табелата се наоѓаат јужноамериканските земји Гватемала, Панама, Перу, Уругвај, информира Свот Ресърч. Лидер на табелата е Полска, следена од Ирска, Шпанија и Чешка. Држави во кои тајните купувачи пријавиле најмалку насмевки се Кина, Макао и Јужна Кореја, со резултат под 60%.
Кристијано Роналдо го помина Пушкаш на 4-то место на листата на стрелците во Реал Мадрид. Украина се откажа од организацијата на Европското првенство во кошарка во 2015 година. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.